Добро утро и од мене во Слободен печат. Во исчекување на резултатите од онкологија и од јавно обвинителство, во исчекување на лекот Трикафта, на тендерот за КАТО системот, утрово ваш и наш гостин е министерот за здравство, господинот Фатмир Меджити. Добро утро, министре, ви благодарам што ја прифативте поканата за Слободен печат. Ке позборуваме на неколку теми кои што се актуелни во изминатиот период, почнувајќи од онкологија која што тргна токму од наш новинар овде во Слободен печат. Ке позборуваме за КАТО системот, меѓутоа и за решавањето на статусот на привремено вработените на клинички центар и општо во здравство, за лекот Трикафта, за позитивната листа. Најпрво за онкологија. Во изминатиот период неколку пати го повикавте јавното обвинителство да излезе со своји сознанија околу онкологија. Имате ли вие некакви лични сознанија за целиот предмет и дали имате некакви внатрешни информации што точно ќе се случува? Добро утро. Сметам дека во врска со ово прашање, знаете, веќе целата јавност тоа го интересира, а ние во Министерството во здравство на вистина бевме отворени, транспарентни со целата документација, се што требаше од нашата страна да ги доставиме кога ги барале од обвинителството. Знаете дека обвинителството е истражен орган и надлежен за овој случај и кога веќе настапува обвинителството како истражен орган, ние веќе тука не можеме ништо да кажеме и да имаме некои информации лични или како кабинет, како министер, не сакаме тој процес да се обструира или да има некои притисоци. Да, мислев на тоа дали имате некакви сознанија докаде е цела постапка, бидејќи изминатиот период неколку пати ги повикавте да излезат со сознание. Го знаете ставот дека како никогаш досега ја веќе мислам како министер за здравство најкомпетентен, значи да ги повикувам и обвинителството, веќе на нас ни интересира тој товар во здравство на здравствените работници, на највисокиот кадар и на специјалистите, и на професорите, и на сестрите, и сите други здравствени работници, да го тргнеме тој товар и да го обелодениме нашиот образ да биде чист и да кажат, да излезат ако некој се огрешил пред законот на државата, значи да си ги сноси последиците што нормално ги предвидува законот на Република Северна Македонија. Така. Околу КАТО системот на 5 декември на јавни набавки излезе тендерот за КАТО системот. Што ова практично значи и дали станува збор за истиот КАТО систем кој што долги години беше во подрумите на клинички центар? Дали имаме кадар за да може да работи на тој КАТО систем и кога би требало да почне првата доза да се дава преку овој систем? Најпрво да го објаснам по некој пат, значи тој КАТО систем не бил во некој подрум, бил во една соба тамо кај што бил наместен на местото на времето и ние значи распишавме тоа што ја го ветив и пред да се случи тој скандал на онкологија. Значи, ја почнав ги имав сите информации во врска со КАТО системот, во врска со онкологијата, со сите проблематики, со акселераторите што биле донесени на времето, што стоеле под прашина по 5 години и ние веќе декември, значи морам да кажам дека првиот состанок, значи со представниците на компанијата што го монтирал КАТО тогаш кај нас, на клиника за онкологија, ние бевме во комуникација со нив пред да се случи скандалот, за да најдеме најдобро решение, да нема сомнение во никаква биолошка терапија, дозирање и контрола, да нема сомнение ниту кај пациентите, ниту кај граѓаните дека нешто се злоупотребува и затоа од првиот ден како министер и како кабинет морам да кажам од моја страна многу сериозно, транспарентно, многу динамично и енергично за неполни 9 месеци. Многу проблеми во здравството, што ја самиот признав на почеток дека здравството на вистина е во тешка состојба и ние мораме да бидеме крајно сериозни и ова го споделив и од првиот ден на прва моја седница во влада со целиот владин кабинет дека треба да внимава дека здравството е сензитивно. Во врска со КАТО системот, значи нормално тамо треба некој ќе се подсетам точно ќе ви кажам дека
треба да се направат со набавката, значи комора за приготвување на биолошката терапија, како соодветно софтверско решение, односно потреби за софтверски надоградби на системот. И сакам да истакам дека целосно ставање во функција се очекува да имаме на крајот на јуни наредната година, бидејќи новиот софтвер ќе биде потребна и соодветна обука на кадрот на УКРО, па 15 сестри беа тогаш обучени, меѓутоа колку тие се останати? Веќе од нив многу мал број се останати, но и на нив им треба дополнителна обука за нормално треба секојдневно да работи со некоја работа, посебно со вакви комплицирани сензитивни апаратура, за да може да се држи текот на работењето, секојдневното работење и на ова клиника, но целта наша е да има контрола точна над ова скапа на вистина биолошка терапија и да има точно дозирање за да нема повеќе некои инсинуации или некој да го злоупотреби ова во никој случај нема да дозволиме ова да се случи. И тоа што е поврзано, исто што многу сериозно од наша страна го кажавме, 7 години акцелераторот на клиника за онкологија, што стоеше под прашина, веќе е во функција и веќе работиме со максимален капацитет на 4 акцелератори. Но не е само ова на вистина е сензитивно прашање. Морам да дообјаснам дека ние превзедовме и повеќе мерки и чекори, значи веќе припремаме да отвараме во 8 септември, таму има само онколошка амбуланта, да отвараме и оддел, значи да екипираме кадар, има 2 онколози таму, ни треба физичар, знаете, тој е многу дефицитарен кадар во наша република и веќе работиме битола да се стави таму има акцелератор, но треба тие се навистина сензитивни апарати, треба да се стават веќе во функција тие апарати, но ќе ни треба време, како што знаете, пред неколку дена ние веќе бевме Тетово, отворивме оддел за онкологија и таму размислуваме за бункер за нов акцелератор. Штип, знаете проектот. Значи би се растеретила скопска онкологија практично. Апсолутно работиме да ги дисперзираме сите овие надлежности и одговорности, зашто на вистина ние можеме да екипираме кадар што е здравствен кадар, а што се однесува до физичари, тоа на вистина малце попреблематично, но ќе издействуваме да најдеме начин, да најдеме физичари, да ги обучуваме и тие физичари, за да можат да работат под специјални некои апарати. Еве, тој во 8 септември е малце поспецифичен апарат, што не би можел секој да работи, не е сличен на овие на онкологија, затоа ќе ни треба кадар да се обучава, мислам дека и таму ќе ни треба најмалку 6 месеци пред 3-4 дена, значи сите и физичарите и овие што водат техничарите на клиника за онкологија и менаџерот на 8 септември и докторките таму онколозите беаха и мене за да можеме ова да го ставиме на функција. Верувајте, 2 онколози има таму господи, мои колешки што работат на онкологија, а сега работат на инфективен оддел. Ова мисламе по-нелогично од тоа. Затоа треба сите да бидат во обврските да ги извршуваат за тоа што завршиле, за тоа што се професионално обучени и така постапуваме на вистина динамично, сериозно и нормално благодарение и на целата јавност и на вас медиумите, дека на вистина имавме поддршка и пак повикувам, ева апелирам, заедно да продолжиме сите мани и дефекти да ги отстрануваме од здравството. Министре, се крена фама околу лек кој што е даден на детска клиника, наводно во приватна клиника. Токму овде во ова студио беше одговорено дека лекот е даден, меѓутоа после тоа излезе и реакција од страна на детска клиника дека сепак состојбата не е таква. Еве, го прашувам првиот човек на Министерство за здравство, даден ли е лекот и кои се условите под кои девојчето го добило тој лек? Точно, веднаш значи иницирав таму да одат службите на ТСЗИ да проверат што е пропустот, значи точно имал такво дете, пациент во тешка состојба што бил сместен во приватна болница и нормално бил со механичка поддршка. Лекот е донација, даден е на значи на пациентот, но знаете, тоа е орална терапија, затоа е дадено на родителот, по барање на родителот и нема никој пропуст според ДСЗИ во овој случај.
Детска клиника моментално е без директор, колку што сум информирана на 6.12. актуелната директорка Фуштич и престана мандатот поради одење во пензија. Работеше во меѓувреме овие 2 недели на делењето на лекот Трикафта. Меѓутоа ќе добие ли детска клиника наскоро нов директор? Кога треба да го очекуваме или се вртат некои имиња веќе? Верувајте, од првиот ден како министер морам да истакнам дека беше ова проблематика со лекот Трикафта за пациентите со цистична фиброза. Од првиот ден се соочував, знаете тогаш, навистина многу брзо издействувавме. Прво беше планирано за 8 пациенти, донесовме Трикафта за 12 пациенти. И искрено мораме да признаеме сите дека никој не веруваше дека сега ќе донесеме за 55 пациенти лек Трикафта за толку кратко време. Се изборив лично самиот во владин кабинет, но морам да упатам благодарение и на премиерот, и на Министерството за финансии, и на сите владини колеги, дека навистина има слух за ова проблематика и не дека само што сега донесовме 100 милиони денари обезбедивме до крај на 2023 за овие веќе за 12 пациенти што примат пациенти. И постепено, зашто капацитетот на клиниката, како што рече професор Фуштич, актуелно веќе од денеска или од понеделник веќе се пензионира, ќе има друга директорка таму на место неа, така да... Значи жена ќе биде. Вчера, повеќе таму се 90, колку што знам, да не сгрешам, и 6-7% се жени на таа клиника, како и на неврологија. Добро, да ја смириме традицијата. Кај што работев ја. Без разлика, мислам дека да, жена ќе биде госпоđа и мислам дека ќе биде сепак ќе дава добар експерт, за да знаеме во минатото таа клиника навистина имало ниво. Последните години имало проблематика со менаџирањето. Професор Фуштич, морам да признам дека некако се амортизираше тоа, се стабилизира, знаете, и во клиниката, и во работењето, и во се друго. И навистина вчера многу ми беше мило кога ги видов лицата и очите на тие пациенти што беа асоциацијата што ја представуваат на пациенти за цистична фиброза. На вистина беа благодарни и тоа според мене како министер и како човек и како невролог е свето право секој пациент да го добие тој лек што значи живот. И ние така ќе постапиме, веќе сите сваќат дека здравството мора да биде сериозна тема, мора да се води како што треба, мора да се води сметка и да се има стратегија и во минатото, што морам да признам дека навистина немало стратегија, затоа се соочуваме со голем дефицит на кадар, на професионален кадар, низ цела држава и затоа сме тука да ги решаваме сите проблеми системски и да немаме веќе да дозволиме, можеби ќе има некој проблем, ќе се појавува. Здравството е жива материја, ние тука сме многу енергично и динамично да издействуваме. Министре, околу спомнавте недостигот на кадри. На клиника, меѓутоа и секаде во здравство и поздравствените домови, голем дел од медицинските сестри, медицинскиот и немедицински кадар работи со договор на дел. Најавивте дека ќе го решите тој статус, меѓутоа најавивте и решавање на приватните специјализации. Треба ли овие луѓе после нова година некаде да очекуваат дека ќе добијат трајно вработување, бидејќи има луѓе кои што и по десетина години работат без решение? Видете, се што сме најавиле до денеска како министер и како кабинет и се што не сме најавиле, значи решаваме. Сме многу сериозни, зашто ја пред се сум лекар од клинички центар. Така. И сум го поминал сите степени и сите фази на здравството, и премарното, и секундарното, и терциерното. И сите луѓе околу мене се добри професионалци, советниците, и ние така постапувам. Ја и веќе 8 месеци работам на ова тема. Ја нема да дозволам, значи некој веќе да биде во здравство 5-6 години. Ке треба ли повторно? Да, тоа ми беше следно прашање. Да има договор на дело и да не се реши ова со трајно вработување. И ние мораме ова да го решиме и ја последните 2 недели и вие како медиуми и јавноста следела дека на вистина во влада сме имале жучна расправа и ја морам да објаснам дека здравството е пред се,
здравјето на граѓаните е пред се и ние мораме да постапиме и како влада, и било и која следна влада, веќе со здравството нема да се поигруваме и сватија и под мој притисок и барања, веќе со министерот за финансии и со фондот за здравство, вчера имавме и разговарано е, значи точно веќе. разговарано е вчера, имавме состанок во 15 часот кој траеше околу 2 часа и мислам дека мора да се избориме, не дека сакаме, мораме. Значи тоа е мора да се избориме и ја мислам дека ќе најдеме решение. Имаме ли бројка, министре, колку луѓе се вакви, колку што треба да добијат решение од после нова година? Значи целовкупниот број е околу 1500, но во кои се вклучуваат и административци, и здравствени работници, но знаете тој одлив на кадар, на кадар последните 3 години е многу голем во здравството и ние имаме точни бројки. И вчера нормално со финансии имавме разлика, тие други бројки, но ние постапуваме за ова проблематика многу сериозно и затоа мислам дека ќе изнајдеме начин и мора да се изнајде и средствата ќе се изнајдат за ова веќе да го ставиме под контрола, а и тоа што многу ме загрижуваше, заедно за 2 точки зборуваме деновиве, многу интензивно се водат разговорите и тоа се специјализантите приватни кои од време на ковид добиват околу 26 плюс некои давачки 29.000 и ја ова прашање го покренав со министерот за финансии во моето назначување, така, првата или втората недела и побарав од него овие да ги трансформираме, зашто ова е најдобрата мерка за таа миграција на лекари што да ги вработите во јавно здравство. Точно, за да може да останат, зашто знаете како е, тие сега примат околу 30.000 денари и утре дента, после 6 години специјализација, тие ќе кажат пријатен ден, ние си одиме, немаме никаква обврска кон здравството и кон државата. За тоа повикувам многу ова квалитетно и да се користат овие средства, да се зголемат, да се вработуваат и да видиме од кој дел, каде, од деловите, од градовите во Македонија, болниците, значи каде има најголема потреба, што имаме дефицитарен кадар, значи овие се готови продукти за кои веќе државата плаќат. И ова навистина треба да го сватат сите, дека со ова нема поигрување. Знаете како, за еден здравствен работник да имаш добар кадар, посебно специјалист, тебе ти треба во некои специјализации 6 години и некој да специјализира 6 години, значи овој што е стручен тим на сите здравствени институции и на клиниката, што вложуваат во нив, предават, им кажуваат искуство, ги едуцират, ги обучават. Значи, утре дента да ги пуштиш тие деца да одат надвор од државата, тогаш ние не можеме да кажеме дека имаме сериозна држава или имаме сериозни политичари. Затоа сум ја тука како министер да им укажувам и другите да отварат очи, целиот владин кабинет и овие деца да се задржат во државата и да можеме да ги вработиме, зашто тие се многу сензибилни години, 24, 25, или 30 кога ќе заврши специјализација и нормално тие треба да основат брак, треба да се грижат да имат деца и затоа им требаат и материјални средства и ние треба да ги вработиме и не треба да ги пуштиме тие да одат од државата или да одат во приватните болници. Најавив на самиот почеток дека ќе ви зборувам и за позитивната листа. Во претходното интервју некаде во мај месец кога бевте гостин, најавивте дека ќе има нови лекови на позитивна листа. Она што го имам како информација дека се над 10 што треба да се стават. Кога треба да ја очекуваме и за какви лекови станува збор? Дали се тоа нови лекови или можете ли барем да ни кажете за кои болести? Верувајте, на вистина мако трпно се работи во Министерството за здравството и во кабинетот и целото министерство и веќе не знаеме во која насока да работиме. На вистина се е амортизирано и знаете ова е на вистина, но и ова е многу сензитивна точка. Да, ова е одамна не е ревидирана. 15 години не е ревидирана, не е ажурирана листата и ние да тоа постапивме тогаш многу сериозно и еден мој главен приоритет тогаш кога дојдов како министер, кажав дека ќе биде позитивната листа. Ние немавме тогаш јасни протоколи, немавме стручна комисија, ние направивме се и веќе комисијата неколку пати
пати заседава, има состаноци, многу интензивно работат и за кратко време, еве можам да споделам во ваше студио дека за многу кратко време ќе имаме двоцифрен број, значи веќе ставен во позитивна листа за, мислам, тие што се најогромни диагнози, најголеми и што ќе бидат кардиоваскуларни, ќе бидат онколошки диагнози, ќе бидат невролошки некои диагнози, што ќе има терапија за тие диагнози и значи ќе бидат отприлика над 10 лека во ово првото што ќе биде конкретната веќе седница да се стават во лекови. Ние до сега, само да се потсетам, околу 36 апликации сме разгледали, од кои оригинатори се 22, генерички 10 и 4 се ентерална нутриција. Значи и сега, во денеска, ќе разгледат уште 28 нови апликации стручната комисија и за брзо време овие лекови што 15 години не биле во позитивна листа ќе бидат и за една година ние веќе сме побарани дополнителни 2,9 милиарди денари за нови лекови на позитивна листа. Така да и на ова проблематика му доаѓа крај, но ние тогаш кажавме дека листата ќе ја ажурираме 2 пати годишно и тоа ќе биде октомври и април, но сега гледаме дека има потреба повеќе пати годишно да се разгледа и да се внесуваат лекови за да се ублажи, значи, ова потреба за лекови во позитивна листа и ние за тоа кажав дека сме многу сериозни во сите насоки и така ќе постапиме. Околу хеликоптерот, во сите итни случаи веќе граѓаните имаат можност да бидат транспортирани со хеликоптер. Тоа е хеликоптер, колку што знам, на Министерството за внатрешни работи. Вие имате опрема, веројатно добиено, донирана вие од некоја страна. Кој ќе биде приоритетот овде на користење на оваа здравствена услуга и зошто до сега не се користеше ваков транспорт на пациенти? Значи, зошто не се направени сите овие работи, като и позитивна листа и хеликоптери, сите овие што ги напомнавте, значи не би знаел да ви кажам и не би сакал навистина да не влегувам во тоа. Знаете, целата јавност знае како било. Да, меѓутоа клинички центар има хелиодром кој што долги години не беше искористен. Точно, но тоа што ние го направивме, навистина ова беше фантастична идеја и со ова соработка меѓу двете министерства и тука морам да признам голема благодарност и до Министерството за внатрешни работи, на МВР, и ние се залагавме како идеја заедно која отворивме, значи седнавме и нормално тие еликоптери, колку што знам од МВР, треба имат неколку часови неделно, не се неколку, него се доста што треба да имаат прелети. И ние беше како идеја ова некако да видиме некој начин за да биде во доброто на целото население на државата, посебно на тие итни пациенти, и затоа заедно одлучивме, побаравме дадена донација на опрема од страна на Словенија и така да таа опрема ние ја вклопивме во тој еликоптер и сега баш дента кога го промовиравме имаше еден случај на ловџија од Буковиќ во Тетовско кој паднал, се ја скршил, беше десниот глуш колку се сеќавам сега и навистина подобро промовирање од тоа немаше и од кој и подалечен крај на Македонија ние можеме, например, за саат и пол да се земе пациентот и да се врати. Како поддршка на ова со стручен тим од доктор и сестра, од било која стручност која ќе биде потребно, значи тоа ќе биде во ГОП 8 септември, зашто и таму е хелиодромот, и во со менаџерот на ГОП 8 септември, заедно, значи, кај ќе има потреба, ние таму ќе бидеме ист момент за ваквите итни пациенти, а нормално проценката ќе се направи од тие лекари таму кои први ќе бидат, ќе го видат пациентот. Точно, и тие ќе одлучат и преку од нивниот директор, менаџерот на таа институција, ќе се воспостави комуникација и нормално ќе се издействува што е
што е најдобро за пациентот во најдобро, крај. најбрзо и најитно за пациентите. Знаете, секој спасување на живот на пациент за нас лекарите е навистина највисок чин и најхуман и најсвет чин. Кога сме веќе кај менаџерите, исто ќе ве навратам на претходното интервју, кажавте дека ќе има укинување на економските директори. Докаде е таму цела постапка, веќе се тргнати од некои клиники или годинава ќе ја завршиме со 20 директори во една Значи, клиника? мојата болна точка, болно прашање, и ова беше еден од главен приоритет мој кога дојдов и така поставив, Така. многу динамично и енергично. Значи, првата информација во влада беше негде, колку се сеќавам сега, не ме фаќате за збор, точно беше негде април Април или месец, мај, крајот да, на точно. април. И втората информација беше пред месец дена и вие навистина многу динамично работиме на таа проблематика и веќе имаме и конкретно решение и се друго, но продолжуваме нормално зашто во сите овие здравствени институции тука не се работи веќе само за организационите или како народно ги знаат економските директори, нема да има ниту медицински директори, него ќе има раководители на тие клиники под теркот, ние постапивме под теркот на тоа Рилуц, која веќе функционира така, и нема да дозволиме веќе ваква финансиска импликација големо, а тоа што е најбитно од моја страна како лекар од тој клинички центар и како министер е тоа академско работење внатре во клиниките на вистина беше многу тешко и за конзилијарните прегледи и за се друго и знаете како многу голем дефицит и големе губење и на финансиски средства безпотребно, зашто некоја клиника, на пример една чаша ова со вода, некој ќе ја набави за 20 денари, некој за 50, некој за 100 денари и има едни заеднички служби таму кои треба да се грижат. Тоа се болна точка. Мислам дека на секој министер тие заеднички служби и долговите кои што има. Веќе со спојувањето на клиничкиот центар, значи точниот модалитет во статутот што ќе биде на тој клинички центар, уште не сме одлучили, значи работиме на тоа, се консултираме со сите експерти во здравство, со сите мои колеги, значи на клинички центар и низ цела Македонија и веќе точно ќе одлучиме кој ќе биде најдобриот начин за работење на тој клинички. Дали ќе биде со еден директор, дали ќе биде со двајца, дали ќе има хирургија посебно, интерна посебно, ние ги разгледуваме тоа и се разгледува тој начин како ќе биде решен статутот, но тоа е малку битно. Битното е што ние нормално поставивме еден тајминг и треба да внимаваме и на тие административни лица што работат веќе по овие клиники, за да можат и на нив да им најдеме место за работа, како тоа се ќе се издействува, тоа ќе видиме во еден, но за тоа ни треба време и мислам дека ова, морам да го кажам, на жалост пред изборите нема да постигнеме. Да, значи остануваме со економски директори до мај месец. Точно така, до мај месец ќе останеме со економски, ама мислам дека после економски, без разлика кој ќе биде министер или која ќе биде идната влада, ова мора да се мисли пред се за здравјето на населението, за здравјето на граѓаните и на пациентите и мора да се мисли како ќе биде најквалитетно и најефективно работењето на тој клинички. Зашто ова што е сега, ова навистина не личи на ништо. И морам да најавам тоа што го најавив и како приоритет, што е голем проблем таму, со сообраќајот и паркингот. Паркингот ми беше следното прашање. Ке се реши ли тој проблем, бидејќи се чека и со часови? Болни итни случаи не може да влезат на паркингот на клинички центар. Значи, како што обеќавав и како што кажав и првиот ден, значи, навистина во оваа држава има бирократски процедури и навистина ми требаше сите овие припреми, физибилити, студии и сите други. Министре, само ќе ве прекинам. Со тој паркинг управува град Скопје? Точно. Сега? Значи, до април 2023 тие си имале, значи, договор да го користат. Значи, истечен е веќе повеќе од 8 месеци. Истечен е, значи, тој договор и додека ние не најдеме решение,
тие значи фактички Го обслужуваат паркингот овој обслужуваат период. и го контролираат и нормално дека мора некој да го контролира тоа и така ќе продолжиме додека не го распишеме тендерот за паркингот и мислам дека за брзо време кога ќе почне да се работи, тоа ќе биде после нова година и мислам за 2-3 месеци ќе бидат монтирани тамо 2 катни гаражи, едната ќе биде кога се влегува кај главна капија, знаат граѓаните, стара гинекологија, а другиот ќе биде кај хелиодромот поставен. И мислам дека веќе со ова е трајно решение и ќе се реши тој сообраќај. Колку отприлика нови паркинг места ќе има со Сега отприлика точни бројки не знам конкретно, ќе ви пуштиме за тоа информации и соопштение како, но ова не е единствена мерка што го правивме за не индиректно за сообраќајниот хаос, ама директно за работењето во здравство. Вие ги знаете, веќе ние навистина се нафативме, многу енергично работевме на реформите во примарна здравствена заштита. Што навистина веќе во 21 век едно здравство, ако треба да е здраво здравство, треба прво да се реши, мора тие да се имплементират реформите во примарна здравствена заштита. Така, има некаков ред, прво примарното треба да се... И ние веќе тоа го почнавме многу интензивно. Знаете дека за 5 диагнози, што се најчесто, ние веќе на матичен можеме да добиеме. Дисперзиравме на матичен, знаете како беше порано. Многу тешко тоа се одвиваше кај изнемоштени лица, повеќе пензионери, тие треба да одат кај матичен, да добиват термин, па да одат кај специјалист, па дали ќе го најдат или не да добијат извештај, па да се вратат пак кај специјалист. Веќе таа мака ја нема, веќе одат директно, тие имаат точна патека како треба веќе да се движи пациентот во примарна здравствена заштита. Ние не застанавме само тука, значи продолживме и понатаму, тоа го проширивме ЛУ1, значи тоа што се подразбира лабораторија и услуга. Да. И за тоа да не ги мачиме граѓаните, ќе продолжуваме со електронска подршка и со тие конзилијарни лекови што треба да потпишат 3 специјалисти. Знаете, тоа треба од подалечните места, например од Струга, од Крива Паланка, да стане човек од Пеца Бајле, роднина на пациент или пациент да дојде до Скопје, да земе слободен ден. Така, за да ги најде докторите кои каде е во текот на ден. И да му потпишат едно конзилијарна терапија. Таа ќе го потпишат специјалистите пак, но со електронска подржка ќе може да го препише матичниот лекар или фамилиарен лекари, како што ги нарекуваме сега. Така. Министре, имаме уште многу неодговорени прашања, меѓутоа ајде само да споменеме за роботот кој што го промовиравте пред 2 дена во Завод за рехабилитација Козла. Бројки излегоа, што ова точно значи за македонското здравство, бидејќи нашите луѓе до сега, мислам, кога го немавме роботот или одеа во странство, тие што беа помоќни да можат да платат финансиски, сите останаа во инвалидски колички. Ова овозможува практично човек кој што има повреди на рбетен стол, колку што читав, јас сум лаик во тој дел, дека може повторно да застане на нозе и да прооди. Точно. Ја тука и како невролог ќе ви одговарам, значи на вистина нов робот, најмодерен во Европа, на жалост го нема ни во регионот, има во Србија само во една приватна клиника, го нема во Албанија, го нема во Косово, го има во Бугарија и во Грција. Како сега ќе ви одговарам прво како невролог, од моје лично искуство, мои 3 пациенти постмозочен инфаркт, значи нормално тие се инвалидизираат или едната страна или параплегија, не можат да одат двете нозе и така мои лични пациенти од искуство на вистина бе воодушевен од резултатите кога се вратија после 2 или 3 месеци од Истанбул, од Турција, од таму некои клиники за физикална медицина и рехабилитација и на вистина заедно, нели знаете, мојата заменичка доаѓа од таа клиника и многу сме горди, од првиот ден се залагавме да го донесеме овој апарат. Овој чини негде околу 58 милиони денари, што на вистина е многу модерен. Вие го видовте дента тој како функционира, сите медиуми беа таму. Значи, овој го ја подобрува таа инвалидност после мозочни инфаркти, после повреди на мозокот, после трауми, после повреди на орбитниот мозок. Значи, ова може да го подобри, тоа сепак е индивидуално, но подобрувањето е многу големо и знаете, кога некој човек не може да ги движи
пациент прстите и после одредено време, после одредени терапии, ќе може да прооди. Навистина тоа е многу голема работа и ние за тоа се залагавме, но нема да застанеме тука. Тој робот се вика Локомат, ние ќе донесеме уште, го немаме делот за раката, што и тој дел ќе се донесе и ќе донесеме и посебни делови што ќе бидат за децата со церебрална парализа или со вакви слични и проблематични заболувања. Но тоа што навистина секојдневно сме некаде за да можеме колку толку, ама овој навистина е многу модерен, многу современ и со овој ќе се обскрбуваат негде околу 25 до 30 пациенти месечно, што значи по сите некои статистики околу на 1.000.000 жители треба еден апарат ваков, но ние тоа знаете финансиски малце потешко. До сега немавме никаков така да ќе видиме некако со 2 смени, со 3 смени да се организира таму на клиниката за физикална медицина и рехабилитација, за да можеме да ги обскрбиме сите пациенти и да се подобри нивниот животен статус. И заради тоа што знаете како е, кога таков пациент некој ќе си има дома, тие што имат знаат на жалост дека нормално и државата ќе плати и туѓа нега и мобилности, а кога ќе биде функционален тој пациент, овде добиваме повеќе во едно. Точно. И така да овој трошок што е сега, финансиската импликација е многу помала ако размислуваме секогаш вака логично и стратешки како би било некои работи да ги подобриме, да ги превенираме, зашто знаете целта во здравството е подобро да се превенира една болест и затоа апелирам кај сите граѓани и да се вакцинират, зашто тоа заштитува нашите деца, нашата иднина на државата, ги заштитува од идните и несаканите болести. Така. Министре, за крај, Македонија треба за кратко да добие уште една клиничка болница. Тоа е Институтот за белодробни заболувања Козле. Што ова практично ќе значи за нашите деца, меѓутоа и за општо во здравството? И дали останувате како министер и во техничката влада? Точно. Денеска ќе го промовираме тоа, значи таа клиника веќе ќе биде таа институција на Козле, за детски болести ќе биде клиника. На вистина тие здравствени работници таму се големи експерти и заслужуваат зашто тие цел живот нивен како лекари, како сестри, како здравствени работници се грижеле за тоа што ние викаме најблагото, нашата иднина, нашите деца, и тие на вистина заслужуваат да бидат универзитетска клиника. Козле ќе биде од денеска и нормално ние размислуваме и понатамо и со големиот број на пациентите со цистична фиброза и ќе најдеме најдобар начин како тие да се згрижуваат од сега натаму и затоа на вистина сум многу горд што таа клиника денеска ќе добие тоа што заслужила и дали ќе бидам значи министер и понатаму. Тоа нормално има органи на партијата кои ќе одлучуваат, но јас секогаш викам дека предпочитувам да останам лекар и министер за здравство, помалку да се занимавам со политика, но ова не е неизбежно и колку што знам течат преговори и ќе видиме како ќе следи тоа. Има ли Фатмир Меджити новогодишна желба и што сака да му донесе Дедо Мраз? Значи да почнам со веќе овие проекти, на вистина од срце и од душа, со проектите што ги започнав, што се бирократски процедури и што 8 месеци работиме макотрпни со сите служби, за да можеме да почнеме овие ургентниот центар на интернистички клиники со триажа да почне да се реновира, да почне да се веќе да се реши проблемот што веќе го спомнавме со паркингот и многу други проблематики во здравството. Значи целосно сме посветени како кабинет за толку време, за неполни 8 месеци, на вистина секогаш може подобро. Ние толку можевме, ама мислам дека направивме многу и голема благодарност ќе ја искористам приликата до сите во Министерството за здравство, до сите служби и до сите наши колеги што беа заедно со нас да покажеме дека може, кога се сака, кога има волја, за многу кратко време, кога ќе сме пред
пред се одговорни како луѓе, како лекари, како политичари, дека можеме да издвојуваме се, да издействуваме и на крај да има и успех, а целта секогаш е и моја и на целиот кабинет, пациентите и нивното здравје ни е пред се. Министре, ви благодарам многу за гостувањето. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следете го нашето веб издание и очекувајте го издавањето на денешниот весник. Ви благодарам за вниманието.